Почитувани медиуми, почитувани сограѓани. Во тек се повеќе акции во рамките на активностите на Општинскиот комитет на ВМРО-ДПМНЕ. Една од нив е акцијата Обновата пред вашиот дом. Другата беше председателот на ВМРО-ДПМНЕ и идниот премиер на Република Македонија, професор доктор Христијан Мицковски, кој што ја посети нашата општина на 7 февруари во четврток. И од средбите кои што ги остваруваме со нашите сограѓани, и од средбите кои што ги оствари председателот Христијан Мицковски, дознаваме дека ситуацијата во која што живеат нашите сограѓани е многу лоша, алармантна и е потребна брза и итна обнова на Македонија. Една од работите за кои што ние се заложивме и инсистиравме председателот да го посети скијачкиот центар на Пониква е тоа дека Пониква треба да прерасне и да биде државен проект. Се покажа дека општините, нашата општина и соседните општини под кои што потпаѓа овој скијачки центар, немат доволни капацитети за да успеат да го развијат скијачкиот центар онака како што тоа му е потребно на Кочани. Затоа, ние како општински комитет побаравме развојот на центарот да стане државен проект. Тоа ќе биде на доброто не само за членовите на ВМРО-ДПМНЕ, туку за сите наши сограѓани без разлика на која политичка партија им припаѓа. Токму поради ова, ние сметаме дека од сега па се до 12 треба да се води една кампања каде што ќе зборуваме за придобивките и за оно што треба да се случува во иднината. Обновата ни е потребна. Затоа им порачуваме на социјалдемократите да намалат со предизборната хистерија и со предизборната шизофренија која што ја има во нивните редови, затоа што знаат што ги следува и што ги чека после 12. Да не се однесуваат како патиштата да се нивно приватно партиска собственост. Да не се однесуваат како мерките кои што ги добиваат фирмите дека се нивна приватна партиска собственост. Да не се однесуваат како небројните огласи кои што се распишаат дека ги разделуваат вработувањата во нивните партиски штабови. Македонија е на сите. Обновата на Македонија ни е потребна на сите. Затоа да бидеме со ладни глави, да бидеме позитивно насочени, да водиме една позитивна кампања и кога разговараме, да разговараме мислејќи на сите наши сограѓани, не само на нашите партици и не само на нашите соработници. Ви благодарам уште еднаш и ве информирам дека акциите Обновата пред вашиот дом продолжува и во наредниот период, ќе дојдеме, ќе се сретнеме, ќе поразговараме и за вашите идеи и за вашите предлози. Уште еднашка ви благодарам.